Македонските пензионери се мобилизираат. По првиот самоорганизиран мирен протест на прилепските пензионери од четвртокот, веќе за почетокот на новата работна недела, во повеќе градови од земјава се најавуваат поорганизирани и помасовни протести, но и со зголемен број на барања. Освен линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари за сите, сега тие ќе бараат и на пензионерите со најниска пензија да им се обезбедат по 3 кубни метри огревно дрво или во висина на тој износ да им се плаќа електричната енергија на оние што не се греат на дрва. Ако власта не е свесна која сила се пензионерите, еве ке ги подсетиме. Ако власта заборавила дека со нашите мизерни пензии ги финансираме дури и нашите деца, а кои од немајкаде се уште не ни заминале, еве им прилика да си го освежат сеќавањето, велат од Прилепското здружение на пензионери. Тие се дополнително изреволтирани и од однесувањето на раководството на здружението, бидејќи при завчерашниот обид да разговараат и да побараат поддршка, наместо разговор, добиле интервенција од повиканото обезбедување и забрана да влегуваат во просториите. Се обидовме да се видиме со председателството, но за жал, тие категорично и арогантно не одбија со зборовите. Никој од нив нема да влезе. Па нели тоа е дом на сите членови, па и за нас? Срамно е со ваков однос да се понижат пензионерите. Затоа ја покануваме министерката за труд и социјална политика да дојде во Херојски Прилеп. Одстапка нема. Ние сме тука родени, тука ќе умреме и не одстапуваме. Реагираат прилепските пензионери и го повикуваат членството да не подклекнува пред никакви провокации и притисоци, ако и веќе ги имале. Слична е состојбата и во Битола. И таму во петокот се одржа спонтан протест пред Здруженијето на пензионерите, каде исто како и во Прилеп не наидоа на поддршка од раководството. Од тука викендов беше формиран иницијативен одбор за заштита на стандардот на битолските пензионери, кој одлучи првиот организиран протест да се одржи на 17 август на плоштадот Магнолија. Според информациите до кои дојде Алфа, прилепските пензионери силна поддршка добиле и од здруженијата од повеќе градови во Источна Македонија, како и од Скопје, кои исто така се организирале за масовни протести. Инаку во Македонија има вкупно 339.000 пензионери и повеќе од половината од нив се со ниски пензии. На оваа бројка, ако ги додадеме и членовите од нашите семејства, нашите деца кои за жал се уште чекаат помош од нас, нека размисли власта која сила ја има оваа армија од луѓе, порачуваат пензионерите.